Традиционално е оваа година јубилејно по петти пат ќе биде објавен конкурсот за изложбата Со љубов од Битола. Да, токму така, веќе петта година со ред Центарот за европски развој и интеграција го организира фотоконкурсот Со љубов од Битола, кој што е основа за реализацијата на изложбата Со љубов од Битола, која што по петти пат ќе се одржи и оваа година. Оваа изложба започна како еден обид, еден проект, една идеја на тимот на Центарот за европски развој и интеграција за промоција на тие европски вредности, европски дух на живење во Битола. И токму и тоа е суштината на оваа изложба, че оно што ние го бараме од сите оние ентузијасти на фотографијата е всушност да ни испратат фотографии преку кои што е отсликан тој европски дух на живење во Битола. И оно што е специфично за оваа наша изложба е тоа што нема некакви да речам ограничувања во аспект на степенот на професионалност на оние кои што ги спраќаат сликите, туку токму е насочена кон сите оние аматери кои што аматерски се занимаваат со фотографијата, нови професионалци се разбира, и кои што преку својот фотообјектив всушност ја раскажуваат приказната за европска Битола. Првите години почнавте како дел од Битолското културно лето Битфест, но еве и покрај тоа што немаме оваа манифестација, вие продолживте и самостојно да се одржува оваа манифестација. Да, минатата година, првите 3 години изложбата беше реализирана во соработка со Битолското културно лето Битфест. Минатата година, ние самостојно ја организиравме оваа изложба и таа имаше хуманитарен карактер. Истото го планираме и за оваа година и се надеваме дека реално доколку се реализира Битолското културно лето, дека повторна оваа изложба која што произлезе од тој настан, ќе биде повторно дел од тоа Битолско културно лето. Меѓутоа во секој случај приказната која што Со љубов од Битола раскажува за Битола, продолжува и понатаму. Како и годините наназад во реализацијата на оваа изложба секогаш како наши партнери се јавуваат луѓето од Фотокино клубот од Битола, кои што со својата професионалност и со својата експертиза ја поддржуваат изложбата. Дел од членовите учествуваат со фотографии, меѓутоа дел од тој, да речам, управен тим на Сдруженијето е дел од стручното жири, кој што врши селекција и наградување на фотографиите. И планот на Центарот е до крајот на месец јуни, во текот на наредната недела, да излезе тој повик. Повикот е отворен, како што спомнав претходно, за сите оние кои што се љубители на фотографијата и сметаат дека имаат фотографии кои што едноставно раскажуваат некаква позитивна приказна за Битола, по некои правила, пропорции, пропозиции. Секој учесник може да испрати 3 фотографии, меѓутоа на стручното жири останува, да речем, правото да ги селектира тие фотографии и да избере кои фотографии ќе бидат дел од изложбата Со љубов од Битола. Во годините наназад ние сме имали околу 30 учесници со повеќе... Колку фотографии? Да, со повеќе од 120 фотографии. Меѓутоа, најчесто изложбата се состои од 30 до 40 фотографии, ги избираме оние најдобрите, меѓутоа и оние фотографии кои што нема да бидат дел од изложбата, сепак се дел од фотогалеријата од изложбата, која што е достапна на нашата веб страница. 4 години имате позади вас, каков е интересот на граѓаните? Расте ли во овие години интересот на граѓаните да бидат дел од оваа изложба, односно да учествуваат со своите фотографии во овој конкурс? Оно што мене особено ме радува е што старосната граница на учесниците во изложбата од година во година оди надолу. Така да минатата година имавме
учесници со 13, значи со 13 години кои што испратија фотографии кои што реално влегуваат во категоријата на професионални фотографии и токму за тие млади луѓе ова е една одлична можност себе си да се промовираат и да ги искажат своите таленти, своите способности. Ова е една од позитивните работи со користењето на телефоните и на сите оние помагала кои што им ги даваме денеска на децата, баш имаат можност да направат фотографија. Да, значи идејата е дека денеска постојат уреди, значи телефони кои што имаат релативно квалитетни камери со кои што реално може да се направат и добри фотографии, од кои што може понатаму да се извади, да речем, една фотографија која што ги исполнува стандардите, нашите критериуми, да речем, за квалитетна фотографија. И низ годините наназад сме имале доста такви примери каде што, да речем, ситуациони фотографии некои биле дел од изложбата. Она што е многу важно, да речем, да го истакнам, би сакал да го истакнам е дека суштината на изложбата е така наречената лајв фотографија, односно фотографија која што го отсликува животот. Што значи дека подразбира дека човечкиот фактор мора да биде застапен на фотографијата, значи ова изложба не е насочена кон архитектурата, пример некаква прекрасна фотографија од битолската архитектура, меѓутоа без човечки елемент на неа, што значи би ги замолил сите оние кои што планираат да учествуваат оваа година, да водат сметка, значи за тој дел на официјалната конкуренција на преварувачкиот дел, многу ќе биде битно, значи да во фотографиите да биде застапен и човечкиот елемент. Ако земеме годините наназад, што најчесто сликаат битолчани, еве каде најчесто сакаат да се сликаат, затоа што мора, рековме, да бидат застапени, човечкиот дел да биде застапен во фотографијата. Па вака јас првото што би сакал пораката да ја пратам дека ова не е само изложба за битолчани, во смисла дека, значи сметам дека доста луѓе од Пелагонискиот регион ја посетуваат Битола и прават фотографии, така да значи ги охрабрувам сите оние кои што се надвор од Битола да се пријават на изложбата, да испратат своји фотографии, заради тоа што ние како организатори на изложбата ја превземаме обврската за изработка на фотографиите, што значи за вас, значи за сите учесници ќе биде доволно да пополнат еден краток формулар со најбитните, да речем, генерали за фотографијата и да не испратат фотографијата во електронски формат, а потоа ние, значи, во тој процес на селекција ги селектираме најдобрите фотографии, изработуваме изложбата и токму во тој аспект ги охрабрувам сите, да речем, оние луѓе од и останатите градови во Пелагонискиот регион и од Македонија, доколку имаат такви фотографии кои што сметаат дека на свој начин раскажуваат некаква приказна за тој живот во Битола, да ни ги испратат и ние ќе бидеме благодарни, да речем, заради тоа што таквиот, значи, нивното учество ќе му даде особен придонес на овој регионален карактер на изложбата. Да го одговорам вашето прашање, значи, па, не знам, веројатно, ајде, условно, да земеме најчесто тие фотографии се од местото каде што се случува, да речем, центарот на живот во Битола, односно од Широксокак, од различни делови на Широксокак. Меѓутоа, во најголем број на ситуации тие се фотографии од Широксокак, меѓутоа исто така имаме и од други локации на Битола, значи од паркот имаме доста добри фотографии, имаме од офицерски дом, значи секоја година имаме. Често пати се случува многу од фотографиите кои што покриваат различни настани, кои што се случуваат во текот на годината во Битола, да ни испратат фотографии кои што се реално такви фотографии кои што ловат некаков посебен момент. И сето тоа дава еден шарм, една магија на колку тие таквите спонтани фотографии ја кажуваат пораката, токму носат една порака со нив
фотографии кои што еве не се направени со намера. Денеска ќе излезам, ќе направам една фотографија, ќе ја пратам на конкурсот, туку баш тие спонтаните кои што се прават. Мене ме радува она приказна на љубов која што ја има во тие фотографии. И знаете, кога ќе живеете во едно место долго време, некако ја заборавате неговата убавина. Меѓутоа, овие фотографии се токму обид за тоа, значи повторно со едни нови очи, преку таа визија на фотографот, да ги видиме оние места кои што секојдневно ги земаме здраво за готово. Например, кога вие ќе одите во Париз, претпоставуваме Ефеловата кула и еден куп зданија кои што се таму за вас се чудо не видуваат, меѓутоа за парижаните тие се секојдневие. Тргнувајќи од таа идеја дека за нас многу убавини од Битола станале секојдневие, сакаме значи повторно да откриеме таа убавина на Битола и нормално да ја раскажеме таа приказна за тоа европски дух на живење во Битола кој што постои од почетокот на 18-тиот век и продолжува и понатаму и денеска. И само да се навратам на она што го дискутиравме, значи изложбата, ајде условно кажано да спек научество си има своја публика, заради тоа што постојат луѓе кои што веќе 5 години со ред континуирано ни испраќаат фотографии за изложбата. Јас би сакал да искористам можноста да им се заблагодарам заради тоа што во многу ситуации, да речем, тие се оние кои што ни помагаат да ја реализираме изложбата, значи како и секој проект имало успони и падови. Меѓутоа, благодарение на нивната континуирана поддршка, тоа се десетина луѓе кои што се дел од фотокино клубот Битола, значи ние успеваме еве и петта година со ред да ја реализираме, да почнеме со реализацијата на оваа изложба. Она што е специфично е дека значи оваа година тој конкурс ќе трае околу 30 дена од денот на објавување, што значи дека сите ќе имаат доволно време да одберат фотографија и планирано е изложбата, значи завршниот тој настан на кој што ќе бидат доделени дипломите за учесниците да се реализира во првата половина на месец август, кога реално и минатата година исто така беше 8 или 9 август, мислам дека беше, така да пред крајот на летото кога луѓето некако се прибираат дома. Минатата година изложбата имаше и продажен карактер, од каде што така, средствата беа донирани во хуманитарни цели. Колку и ова година ќе биде тоа? Па, значи, нашата замисла е и оваа година, повторно овој проект да има продажен карактер, со тоа што повторно планираме средствата да бидат насочени кон општествено корисни активности во нашата заедница. Исто така би сакал да истакнам дека континуирано, веќе трета година со ред, ова изложба се реализира благодарение на посветеност и вклученоста на алумните на Школата за лидерство и јавни политики Политеја, кој што е еден друг проект кој што Центарот за европски развој и интеграција го реализира. И се надевам дека со таа група на луѓе ќе најдеме, значи, начин како да сето ова го склопиме и да функционира како и досега. И јас се надевам дека ќе имаме уште една успешна изложба со љубов од Битола и уште многу фотографии кои што ќе пристигнат токму на конкурсот кој што наскоро ќе биде отворен. Ви благодарам за одвоеното време и за можноста на вашите гледачи, значи да ги информираме еве вака поопширно за предстојниот повик и она што би сакал да го испратам како порака е да се охрабрат луѓето, значи заради тоа што доколку таа фотографија седи некаде во некоја папка на вашиот компјутер, можеби никогаш нема никого да израдува, меѓутоа ако ни ја испратите таа фотографија, таа може да му донесе радост и убави спомени на многу луѓе.